Мистериозната смрт на 62-годишниот штипјанец е решена. Синот на свиреп начин го убил сопствениот татко. Физички со пријателот се изживувале врз него, а потоа синот го избодел со нож татка си во пределот на главата, покаже истрагата на полицијата. Свирепо убиство го разбудиле од спиење, прво го удирале со тупаници, а потоа со тапи предмети, а на крајот синот со нож му задал смртоносни удари во пределот на главата на сопствениот татко, пошто тој починал. 29 годишниот син кој се движи во инвалидска количка со пријателот го убил сопствениот татко, покажа истрагата на полицијата. Тој и неговиот 24 годишен пријател се осомничени дека го убиле 62 годишниот Трајко Б, чие безживотно тело облеано во крв беше пронајдено вчера утрото во семејната куќа на улицата Сутјеска во Штип. На грозоморниот чин и предходела расправија. По предходна вербална расправија, пријавените искористиле прилика додека ТБ спиел на кревет во една од собите, при што најпрвин физички го нападнале, удирајки го со раце, со боксови, со тапи предмети, пошто прво пријавениот со нож му нанел неколку убоди во пределот на главата, од кои што повреди 62 годишниот ТБ починал. СВР Штипи поднесе кривична пријава и ги осомничи за убиство. Истражен судија на предходна постапка и одреди мерка притвор во трајање од 30 дена. Секторот за внатрешни работи Штип до основното јавно обвинителство поднесе кривична пријава против 29 годишниот ГБ и 24 годишниот ИД, двајцата од Штип, поради постоење на основано сомнение дека како соизвршители сториле кривично дело убиство, казниво по член 123 од Кривичниот законник на Република Македонија. 62 годишниот Трајко Б беше пронајден мртов вчера утрото во сопствениот дом. Случајот во полиција го пријави соседка откако неговиот син отишол кај неа и кажал дека неговиот татко починал. Која е причината за синот да посегне по животот на сопствениот татко, ќе покаже понатамошната истрага. Неофицијално причина за расправијата се пари. Подолго време семените на согласување меѓу нив двајцата биле причина за чести интервенции на полицијата. Меѓу штипјани се зборува дека синот бил зависник од алкохол и требало да замине на лекување. Пробиштипскиот градоначалник денеска презентираше својата работа во изминатите 100 дена. Нови инфраструктурни проекти, инвестиции и реконструкции во детските градинки и во училишта, како и продолжување на проектите кои биле застанати се дел од неговата работа. Во првите 100 дена од работењето на пробиштипскиот градоначалник Драган Анастасов раздолжени се над 10 милиони денари од долгот кој го затекнал од над 160 милиони денари. Штедел на сите полиња, а парите за репрезентации му се 0 денари, со што исплатени се и 300.000 денари за ваучери граѓани кои ги добивале од општината. За прв пат во општина Пробиштип се обезбедени по 5.000 денари за секое новороденче. Средствата се скратени од контото за репрезентација кај градоначалникот. Исконтролирани се и завршени на 30 легализации кои со месеци биле чувани во фиока од неразбирливи причини. Обезбедени се 4 согласности и распишан оглас за доекипирање на противпожарната единица за прв пат после 20 години. Анастасов потенцира дека наскоро почнува и реконструкцијата на патот Пробиштип-Крупиште, со што жителите на неговата општина ќе се поврзат со новиот експресен пат Штип-Кочани и автопатот Штип-Миладиновци. Во соработка со владата на Република Македонија и Министерство за транспорт и врски, обезбедени се средства од 6 милиони евра за реконструкција на патниот правец Пробиштип-Крупиште, со кој ќе биде реализиран еден од клучните проекти во предизборната програма уште во првата година од мандатот. Во месец март следи тендерска постапка, а почетокот на градежните активности е предвиден за месец мај. Анастасов во својот отчет за 100 дена работа во општина Пробиштип потенцира дека во текот на наредните месеци ќе следат и низа донации во делот на образованието, а исто така ќе се реконструира и градинката во Злетово. Изготвена е техничка документација и обезбедени се 8 милиони денари за нова детска градинка во Калниште од Министерството за труд и социјална работа и политика. Во тек е подготовка
на апликација за реконструкција на градинката во Злетово, а тоа значи промена на прозори, врати и кров, која ќе се аплицира до японската амбасада, од каде се предвидени средства од 3.700.000 денари. Општината во овој проект ќе вложи сопствени средства. Обезбедени се средства за промена на кровот на основното училиште Браќа Младеновци во вредност од 4.700.000 денари од Министерството за образование и наука. Добиен е проект од Мировниот корпус за набавка на наставно-надгледни средства во основното училиште Браќа Младеновци. Обезбедени се средства за реконструкција на санитарните јазли во основното училиште Никола Карев во вредност од 6 милиони денари од Министерството за образование и наука. Пробиштипскиот градоначалник Анастасов потенцира дека општина Пробиштип ќе добие најголемата донација во историјата. Станува збор за препунктна станица во селото Ратавица. Исто така деблокиране и продолжението со реализацијата на европскиот ИПА проект за реконструкција на Домот на културата. Според Пробиштипскиот градоначалник, во изминатиот период реализирани се и над 700 средби со граѓаните на општина Пробиштип. Минералната вода на бања Кежовица е она што Штип го има како природен благодет за развој на туризмот. Локалната самоуправа максимално ќе се вложи за искористување на европските фондови во насока на инвестиции за Кежовица, но и бизнис секторот треба да ги реализира започнатите проектни активности. Штип ја име бањата Кежовица како природно богатство. Градоначалникот на Штип Благој Бочварски е отворен за соработка за реализација на идеи кои ќе потекнуваат од граѓаните, но исто така локалната самоуправа ќе направи максимални напори да се искористат средства од европски фондови за реализација на проекти за разубавување на просторот и инвестиции во бањата Кежовица. Ќе се обидеме да најдеме средства од европските фондови, да дел од средствата ни помогнат за да можеме побрзо и поквалитетно да реализираме, заради тоа што сепак ова е потребно за граѓаните на општина Штип. Доколку не обезбедиме средства, ќе одиме со општински пари. Јас очекувам идеи од граѓаните, луѓе кои што цел живот се овде, ги знаат потребите на граѓаните, ги знаат знаменитостите и природните богатства, да дадат своји идеи, затоа сум отворен и секоја идеја која што имате може слободно да ја продискутираме, да видиме која е инвестиционата вредност и да реализираме се она кое што можеме. Бизнес заедницата е заинтересирана за она што значи искористување на капацитетите на топлите води на бања Кежовица. Секако ќе се реализираат проекти, а оние парцели кои веќе се купени за инвестиции, ќе треба инвеститорите да почнат да ги реализираат со конкретни проекти кои во иднина треба да станат реалност. Инвеститорите имаат обврска да почнат, бидејќи ќе следуваат плаќање на пенали, но во дел од локациите кои што се продадени и таква обврска нема општината. Да ги пенали оние кои што инвеститори кои што не почнале со инвестиции, но како и да е, ќе разговарам со инвеститорите и очекувам и таму да се влезе во реализација, бидејќи сепак тоа е многу блиску во централното градско подрачје и се она кое што е предвидено да се реализира по деталниот урбанистички план. Планот е во иднина топлата вода од бања Кежовица да стигне и во делот од централното градско подрачје на Штип. Инвестициите кои се планирани кај местото каде што е базенот ќе треба да се реализираат, а топлата вода општина Штип се надева дека ќе успее со европски пари и со проекти да ја донесе во градот за развој на туризмот. Министерството за култура ги одобри сите проекти со кои годинава Штипскиот музеј има аплицирано. Сумата во висина од 6 милиони денари ќе биде доволна за навреме да се реализираат предвидените проекти, истакна денес директорот на Штипскиот музеј. Со дополнителни 8 милиони денари ќе продолжат истражувањата на локалитетот Боров дол и на трасата на новиот регионален пат Штип-Радовиш. Помалку од 14 милиони денари ќе чини овогодинешната програма за работа на Штипскиот музеј. Од нив речиси 6 милиони се од Министерството за култура, 6 од Државната агенција за патишта, а останатите 2 се од рудникот Бучим. Пари потребни за продолжување на заштитно-археолошките истражувања на локалитетот Боров дол. Што се однесува од заштитата, значи тука спаѓаат конзервација, имаме на некаде околу 30 до 40 икони кои што треба да се конзервираат и заштитат. Потоа
Имаме проекти кои што се однесуваат на Баргала, локалитетот каде што имаме неколку истражувања на Северниот Бедем и на Централната базилика. Имаме предвидено од археолошките истражувања еден проект кој што е на железнодопскиот тунел во населба Баби во Штип. А што се однесува од музеологијата, еден од позначајните е сепак ќе продолжи издавањето на книгата Штипјани учесници во Балканските војни. Ова ќе биде продолжување на она книга која што имавме од пред 2 години. Иако имаше најава дека во текот на минатата година Штип ќе ја добие втората галерија на икони, тоа не се случи. Штериов вели дека овој проект поради доуредување на просторот најверојатно ќе се реализира дури наредната година. За конзервација и реставрација на 30 икони од црквата Успение на Пресвета Богородица се побарани 434.000 денари, но Министерството одобрило само 100.000 денари. Дел од тие икони се отпочнати да се работат и конзервацијата на иконите ова година ќе биде реализирана до крај. Меѓутоа, проектот за санација и ревитализација на тој дел од галерискиот простор ќе треба дополнително да се досредува. Иконостасот веќе е среден, меѓутоа има уште малку дел од градежните работи. До крајот на годината треба да се конзервираат и реставрираат 13 зидни слики на јужниот и северниот зид на црквата во Штипско Ново село, а нова фасада ќе добие и куќата од староградска архитектура на улица Гоце Делчев број 55. Колку буџет е потребен за просечно 4 члено македонско домакинство за да го преживее месецов? Семен буџет од најмалку 500 евра му бил потребен на просечно 4 члено македонско домакинство за да го преживее најтешкиот месец во годинава јануари. Пресметките на Сојузот на синдикатите на Македонија покажуваат дека во првиот месец од годината минималната потрошувачка кошничка тежела точно 32.354 денари. Тоа значи дека за да ги задоволат сите потреби за храна, превоз, одржување на домакинството, здравје, просечните семејства, односно оние со просечни примања, биле покуси за близу 10.000 денари, зашто според Државниот завод за статистика просечната нето плата е 23.196 денари. Пресметките за синдикалната потрошувачка кошничка покажуваат дека, како и обично, најголем дел од семејниот буџет во јануари или 41,28% отишол за набавка на храна и пијалоци. Домувањето го отнело уште околу 10 милиони денари или 32,42%, а трошоците за хигиена изнесуваат 7,8% од вкупните издатоци за месецот. За превоз во просек се трошени по 2.349.000 денари или 7,26%, а за облика и обувки 2.126.000 денари или 6,57% од парите. Минорни 3,31% или само една илјадарка е издвоена за култура, а уште помалку 2,9% од парите или помалку од 700 денари биле наменети за одржување на здравјето. Сепак, живеачката во јануари била за нејанса поевтина отколку во декември, кога за да се протурка месецот, според пресметките на Сојузот на синдикати на Македонија биле потребни околу 120 денари повеќе. Овој јануари трошоците на домакинствата не се многу променети ниту во однос на ланскиот јануари, кога за полнење на синдикалната минимална кошничка од домашниот буџет се трошени само 155 денари помалку. Од друга страна, пресметките на Државниот завод за статистика покажуваат дека едно просечно македонско домакинство троши помалку отколку што Сојузот на синдикати на Македонија му сервира во кошничката. Според последните објавени податоци што се базирани на анкета, едно домакинство во 2016 година вкупно употребувало 333.399 денари или за месечно ниво трошело по 27.783 денари. Но кога просечните минимални трошоци што ги прават македонските домакинства за да го преживеат месецот се споредуваат со просечната плата што се исплатува во државата, без разлика за кој период се работи, расчекорот од 100 евра меѓу пресметките на синдикалците и на статистичарите губи на значење, зашто други пресметки покажуваат дека повеќе од 60% од вработените во државата имаат примања под просечната месечна нето плата.
15 лица од Кочани од денес се ангажирани во проектот Општо корисна работа. Главни обврски им се давањето услуги на децата од предучилишна возраст, услуги на стари изнемоштени лица, помош на лица со хендикеп, услуги во Центарот за донација, како и во посредувањето при делење храна во народната кујна. 15 лица во 5 различни области се ангажирани на работни задачи преку проектот за општинско корисна работа во Кочани. Главни обврски им се давањето услуги на деца од предучилишна возраст, услуги на стари изнемоштени лица, помош на лица со хендикеп, услуги во Центарот за донација, како и во посредување при делење храна во народната кујна. Работам кај стари изнемоштени луѓе, работам кај 6, односно посетувам 6 лица, од кои што најмладата е 61, а најстарата 84 години. Ги обслужувам сите групи од јасли до голема група. Имаме различни работни задачи и задолженија, значи од занимање едукација, англиски јазик, математика, значи во средна и голема група, секако и грижа и нега за помалите дечиња во јасли и прва мала група. До сега преку проектот Општинско корисна работа биле ангажирани 40 лица, долгорочно невработени или социјално ранливи, од кои на 15-тина програмата им помогнала да се вработат, а биле обслужени над 1000 лица од различни возрастни категории. Субвенциите за сточарството од помош на одгледувачите до крајот на февруари се поднесуваат барања за набавка на добиток. 1 милиарда и 100 милиони денари поддршка за сточарството оваа година. 4300 денари е субвенцијата за одгледувачите на крави, од кои 2800 денари за грло добиток, а дополнителна финансиска поддршка од 1500 денари сточарите може да бараат за женски грла на добиток не постари од 12 до 24 месеци. За предадено или заклано говедо во кланица за периодот од мај 2017 до април 2018 година, фармерите ќе добиваат по 1500 денари. Овчарите за најмалку 30 обележени овци ќе може да добијат по 1000 денари за секоја, а за сочувано женско јагне по 700 денари. Субвенциите во оваа висина ќе може да ги добијат и козарите, доколку го исполнуваат условот да одгледуваат стадо од најмалку 10 кози. Субвенциите се од помош на сточарите. На мене кој сточарството да зборам помагат. Дават ми за женско јагне, за млеко, за тоа, да. Финансиската поддршка од државата за предадено кравје млеко во регистрирани млекарници останува на 3,5 денари. Субвенцијата за предадено овчо и козјо млеко во регистрирани капацитети се зголемува на 4 денари по литар. А сега е време за информациите од спортот. Екипата на Китго Пехчево ја продолжува победносната серија. Во Кочани на стадионот Никола Мантов падна уште една второлигашка екипа, овој пат тимот на Осогово. Подготвувајќи се за пролетниот дел, екипата на фудбалскиот второлигаш Осогово во Кочани се сретна со тимот на третолигашот Китго Пехчево. Ова беше средба на старите ривали, кои до минатата сезона се надпреваруваа во третата лига Исток, а сега се на различни фудбалски страни. Но веќе од наесен, можеби повторно ќе бидат во иста нов второлигашка конкуренција. Тимот на Осогово очигледно помладен, но со квалитетни играчи засилен, прв дојде во водството да спрема 0 со голот на Тоше Манов уште во почетните минути од мечот. Играчите на Китго рамноправно парира, а во некои моменти и беа подобри од домакинот, создавајќи повеќе шанси за гол кои не беа искористени. Сепак, во финишот на надпреварот дојде до израз подобрата физичка подготвеност на играчите на Китго, кои направија пресврт постигнувајќи 2 гола. Најпрвин, по сосема заслужено досудениот пенал, Бован Марич изравни на 1:1, за да во судиското продолжение Бован Марич постигне уште еден гол за конечен резултат Осогово Китго 1:2. До стартот на пролетниот дел на 4 март играчите на Китго ќе одиграат уште еден контролен меч, и тоа во сабота 24 февруари со екипата на Детонит од Радовиш. Ова ќе биде надпревар помеѓу првопоставените екипи Китго Пехчево во трета лига Исток и Детонит, лидер во трета лига група Југо Исток. Надпревар ќе се одигра на стадионот во Белобрадо со почеток во 12 часот. Некогашните штипски ракометарки кои настапуваа за клубот Штипјанка, кој потоа прерасна во Делта Трейд за да продолжи како Кожувчанка, ќе организираат заедничка средба на која ќе одиграат и ревијален надпревар. Целта на средбата е да се потсетат на некогашните ракометни денови, преку кои се изградиле како угледни личности на нашето општество, а со тоа да ги потикнат
и стимулираат младите девојки да го сакаат ракометот и спортот воопшто. Ракометната средба ќе се одржи во петок 23 февруари во спортската сала на основното училиште Тоша Арсов со почеток од 18 часот. А одбојкарките на Угада студент во Штип ја победи екипата на Бамикор и се пласираа за четвртфиналните куп надпревари. Пласман во четвртфиналето обезбеди машката екипа на Угада студент, која без борба во службен резултат 3:0 го доби мечот со Лирија кој не допатува во Штип. Женската екипа на Угада студент во Штип оствари победа во осмина финалниот меч во рамките од Купот на Македонија против екипата на Бамикор од Тетово. Тетовцинки го освоија првиот сет, кој го добија со резултат 23:25. Во продолжението штипските студентки заигра поконцентрирано и направија пресврт добивајќи ги следните 3 сета. Најпрви низрамни на 1:1 со резултат 26:24. Во третиот сет резултатот беше убедлив и штипинки го добија со резултат 25:12, за да во четвртиот сет го добијат со резултат 25:20 за конечна победа од 30:1 во сетови и со тоа обезбедија пласман во четвртфиналните куп надпревари. Машката екипа на Угада студент без борба обезбеди пласман во четвртфиналето со службен резултат од 30:0, откако екипата на Лирија од Жеровјане од непознати причини не се појави на теренот во спортската сала Јордан Мијалков. Инаку пролетниот дел од супер одбојкарските лиги на Македонија ќе започнат во престојниот викенд. Машката екипа на Угада студент во сабота ќе гостува на екипата на Шутова во Кичево, додека женската екипа на Угада студент ќе биде домаќин на екипата на Македонија Максо Струмица, но во понеделник во 18 часот во спортската сала Јордан Мијалков. Ви благодарам за вниманието. Тоа беше се што ви подготвивме во овие вести на Ирис телевизија. Пријатно!